18-тиот конгрес на ВМРО-ДПМН Мицкоски реизбран на лидерското место во партијата. Усвоената стратегија до 2030 година ја нарече национален патоказ, рамка која што ја стабилизира и ја европеизира државата. Мицкоски најави жилава борба за стандардот на граѓаните. Најави реструктурирање на партијата во следните 6 месеци, од извршен до општински комитети. Тој упати и порака до оние кои претендираат да дојдат на челната функција во партијата. Во мојот последен мандат, Македонија ќе ја направам достојна држава, порача Мицкоски. Од Кавадарци во живо го вклучуваме Михајло Видимлиски, па Михајло повели да чуеме на почеток едно резиме од клучните пораки на Мицкоски и пренесени каква беше атмосферата таму по гласањето. Така е, Борче, овој 18-ти конгрес на ВМРО-ДПМН овде во Кавадарци под наслов Визија, што значи држава, заврши предмалку. Досегашниот лидер на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски повторно беше избран за председател на партијата со 804 гласа за од 817 присутни партиски делегати овде во Кавадарци, со што ова е трети последен мандат како председател на ВМРО-ДПМН за Христијан Мицкоски, впрочем тоа го и предвидува самиот статут на партијата. Тој имаше свое завршно обраќање откако беше избран за председател на партијата, како што кажав, и самиот го оцени како еден, односно најголем конгрес досега одржан на ВМРО-ДПМН, на кој што покрај делегатите имаше и голем број на гости. Присутни беа представници на партијата, односно партиски членови, поранешни министри, но и поранешни пратеници и други функционери. За почеток да видиме дел од атмосферата на изборот на премиерот, односно за изборот на председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски за нов председател. Од присутни 817 делегати гласале 804, од кои што 804 гласале за. Во своето завршно обраќање, Мицкоски имаше неколку пораки, меѓу кои се осврна и на животниот стандард на граѓаните, рече дека тоа ќе биде една од најважните задачи со која што ќе треба да се справиме, односно државата да се посвети во идниот период. Рече исто така дека треба да се подобри и образованието, но и економијата да се раздвижи. Треба да се погрижиме, како што кажа тој, бидејќи исчезнуваме, и тука рече дека тоа би можело да се направи со сет мерки за зголемување на наталитетот. Да слушнеме овде дел од обраќањето на Мицкоски. Најважната задача која пред себе ја имаме е да го подобриме животот на граѓаните. Свесен сум дека нашиот народ живее тешко. Ние изминатите нешто повеќе од година и половина го посветивме на изградба на темели кои ги затекнавме разрушени. Но од годината што следи, нашата основна задача е жилова борба за стандардот на граѓаните, за подобар живот и за создавање на систем кој нема да зависи од субјективните карактеристики на поединецот, туку од моралниот кодекс на заедницата. Систем кој служи на општеството и на она што представува наша заедничка цел. Секој човек да има повеќе пари, повеќе среќа и повисок стандард. Мицкоски претходно во своето обраќање рече дека партнерството со Европската Унија и НАТО може да биде силно само доколку бидеме рамноправни, но и во завршното свое обраќање се осврна и на односите со соседна Бугарија, за кои што оцени дека во моментов немаме соговорник од другата страна. Тој рече дека доколку сака соседна Софија да преговара во однос на отворените прашања со Македонија и тоа да го направи во Брисел, како што рече Мицкоски, подготвени сме уште утре да ги започнеме тие разговори. Во продолжение дел од обраќањето во оваа насока. Нема поместување ниту милиметар се до моментот
додека не биде испочитувана и последната буква и последниот интерпункцијски знак од договорите и од меѓународното право. Ако навистина никој нема проблем со нашата вековна идентитетска константа и нашиот мајчин македонски јазик, и дека нема да има повеќе билатерални вета, тогаш најмалку што заслужија граѓаните на оваа земја е нови заклучоци од страна на Европскиот совет. Ова се двата столба за кои што сме подготвени да разговараме. Ова инаку е трети и последен мандат како председател на ВМРО-ДПМНЕ за Христијан Мицкоски, меѓутоа тој во своето обраќање се осврна за оној што би сакал да ја наследи оваа функција, која, како што кажа, не е лесно да се дојде на чело на ВМРО-ДПМНЕ. Да слушнеме што каже и во однос на ова. Наследникот мора да биде човек што ќе знае дека партијата е поголема од него, а не човек што мисли дека е поголем од партијата. Мора да биде човек што ќе може да ја води Македонија не во 2025-та, туку во 2050-та година. Мојот наследник ќе мора да го носи овој товар со истиот мир што го носам и јас денес. Ќе мора да биде човек што може да ја води државата, а не човек што ќе ужива во раскошот на функцијата, заслепен од своето его. Михајло, за време на Конгресот беа пуштени видеопораки од лидерите на сестринските партии. Па да чуеме кој се обрати во тие видеопораки и што порача. Така е, Борчи, од сестринските партии на ВМРО-ДПМНЕ стигнаа честитки и поддршка за Христијан Мицкоски како старонов председател на ВМРО-ДПМНЕ. Му посакуваат успех во идниот период. Меѓу нив беше представникот на ЦДУ, беше Јанес Јанша, но и Виктор Орбан. Во продолжение да слушнеме дел од нив што порача. Congratulations, because it's not so self-understanding for a party to celebrate these outstanding success. What I mean is, you are close to the people. You are close to the citizens. You know what the citizens are thinking, and you know about their needs. Gratulálok a VMRO minden tagjának és aktivistájának ahhoz a valóban elképesztő teljesítményhez, amit az elmúlt 2 évben az asztalra tettetek. A sikernél nincs jobb ajánlólevél. Köszönöm, hogy együtt dolgozhattam az elnökötökkel, Hристијан Mickovskijjal, és javaslom a barátomat, továbbra is tiszteljétek meg a bizalmatokkal, haladjatok tovább a siker útján. We are all together with you. The Democratic Party of Macedonian National Unity is an important and respected member of our EPP family. We share the same values: strong commitment to democracy, the rule of law, the fight against corruption, and strong support for families, business and free market. I want to say it clear. The European People Party strongly supports North Macedonia's European perspective. Така, Борче, ова накратко беше резимирано од денеска овде во Кавадарци, каде што ВМРО-ДПМНЕ го одржа својот 18-ти конгрес. Во претходното јавување повеќе време посветивме нели на онаа стратегија која што беше изгласана овде во Кавадарци, стратегија Македонија 2030, која, како што кажа и председателот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски, е рамка за политичко дејствување и ја дефинира улогата на ВМРО-ДПМНЕ во таа насока. Сосема на крај, инаку на самиот конгрес беше избрана нова статутарна комисија, беше избрана и комисија за надзор на финансиското работење, со што со обраќањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски и беше затворен овој конгрес 18-ти на ВМРО-ДПМНЕ. Ова за сега би било се овде од Кавадарци студио. Михајло, ти благодарам за овој сеопфатен сублимат од конгресот на ВМРО-ДПМНЕ.